студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Устен демарш од МНР и утрината испратен до албанскиот амбасадор во земјава поради неговите коментари и критики до македонската демократија околу протестите на студенти албанци што се одржаа во Скопје. Наместо мејдани во МНР дошол неговиот заменик. Тоа не е прв таков дипломатски гаф на мејдани. Албанскиот амбасадор во земјава утрово бил повикан на консултации во МНР по коментарите и поддршката на протестите на студентите албанци кои на почетокот на неделава се одржаа во Скопје. Дипломатски извори на Сител велат дека наместо амбасадорот во МНР утрово дошол неговиот заменик кому му бил пренесен усен демарш и предочено дека последните јавни настапи на амбасадорот Денјон Мејдани земјава ги доживува како мешање во нејзините внатрешни работи. Според неофицијалните информации од албанската дипломатија било побарано да се внимава на односите меѓу двете земји кои традиционално се одржуваат во хармонична и пријателска атмосфера. Амбасадорот Мејдани реагираше на социјалните мрежи во врска со задржувањата на студентите од Албанија на граница, додека патувале за да го поддржат протестот за правосуден на албански јазик, критикувајќи ја македонската демократија и европски вредности. Премиерот утрово директно не го коментираше овој случај, но потврди дека имало надворешно мешање во студентските протести. Мене лично ми пречи што протестантите кои што практично се правници, кои што се борат за право, го прекршуваат законот, да речеме законот за знамињата, законот за државната химна, уставот и така натаму. Ајде на вредите нема да ги коментирам, тоа е сепак домашно воспитување што во првите 7 години од животот се стекнува. Нема да го коментирам ни оној инцидент насилен кој што се случи. Нема да ги коментирам ни надворешните мешања во внатрешните работи на Македонија на некои надворешни фактори. Тоа све ќе го оставиме како фолклор. Но на кое што ние како влада во моментов го работиме е да се обезбеди трајно решение. Ова не е прв пат албанскиот амбасадор Мејдани да излегува надвор од дипломатскиот бонтон. Тој реагираше кога законот за јазиците се најде пред Уставниот суд, коментирајќи дека албанскиот јазик не е прашање на судови. Во февруари влези и во јавна полемика со вреди што дел од медиумите го пренесоа како главна причина за неговото заминување. Ко-председателот на вреди денеска демантира дека побарал повлекување на албанскиот амбасадор, иако не го криеше незадоволството од неговата дипломатија. Амбасадорот на место да ги представува и да ги штити интересите на албанците во Македонија како што е во уставот на Албанија, односно да представува Албанија во институциите во Македонија, тој повеќе се занимавал со политички теми, но тоа е оценка која треба да се направи од државата, односно институциите кои го именува амбасадор. Дел од албанските медиуми веќе објавија дека амбасадорот Мејдани наскоро ќе си замине од Македонија и дека веќе е прераспределен на друга мисија. Албанското МНР официјално демантираше дека го повлекува Мејдани, но не ја отфрли можноста тој да биде префрлен во друга амбасада, коментирајќи дека албанската дипломатија ги оптимизира кадровските ресурси во согласност со приоритетите на надворешната политика. Александар Спасовски, Сител телевизија. Што ќе се случи со собраниската седница за финансирање и буџет, која председателката на комисијата Сања Лукаревска ја прекина и одбива да ја закаже? Дали ќе се применат одредбите од новиот деловник во собранието? Во живо го прашувам Зоран Јаневски. Датино ќе бидат применети одредбите од новиот собраниски деловник кој предвидува доколку председател на собраниска комисија одбива да закаже седница, тоа да го стори председателот на собранието и да делегира пратеник кој ќе раководи со седницата. Ова ќе се случи токму во текот на утрешниот ден, а следи откако председателката на Комисијата за финансирање и буџет, инаку кадар на опозицијската СДСМ, ја прекина оваа седница за задолжувањето од 260 милиони евра и досега одбива да закаже продолжение на истата седница. Сите детали ги гледаме во прилогот.
Во 11 часот утре предпладне ќе продолжи Собраниската комисија за финансирање и буџет за задолжувањето од 260 милиони евра. Според информации на Сител, седницата ќе ја закаже собранискиот спикер Гаши уште рано наутро, а во материјалите овластување да ја води ќе има пратеникот Бојан Стојановски. Ова доаѓа откако ниту вечерва председателката на комисијата Сања Лукаревска од опозицијската СДСМ не закажа продолжение на седницата. Таа во изјава за Сител вели дека тие не ја блокираат работата и како што вели, членовите и замениците на комисијата ќе ги извести кога комисијата ќе продолжи со работа. Од власта пак уште во текот на денот најавија дека ќе побараат седницата да ја закаже собранискиот спикер Гаши. Пратеничката група на ВМРО ДПМН заедно со коалицијата нема да дозволи СДСМ и Венко Филипче да го држат собранието во заложништво, а со тоа да ги стават во прашање инвестициите и развојот. Ваквата можност ја овозможува собранискиот деловник, според кој ако председателот на работното тело не свика седница кога е должен тоа да го стори или ако работното тело нема председател, седницата ја свикува председателот на собранието и со седницата председава членот на работното тело што ќе го определи председателот на собранието до завршување на седницата, се наведува во собранискиот деловник. Дел од политичките аналитичари сметаат дека ваквиот начин на закажување седници може да прерасне во редовна пракса. Филибастерингот зависи како ќе го третира законодавецот, како го третира како блокада. Тогаш мислам дека вакви пракси ќе имаме почесто или пак ќе седнат партиите ќе се договорат дека е тоа составен дел на собраниската работа. Засега, видејќи таа можност постои во деловникот, мислам дека повеќе партии ќе ја користат. Според објаснувањето на Министерството за финансии, заемот се зема за вложување во капитални инвестиции и сервисирање на обврски од буџетот. Опозицијските СДСМ и Левица пак обвинуваат дека задолжувањето не е ефтин кредит, а парите ќе се трошеле за нови тендери на власта. Зоран Јаневски, Сител телевизија. ЕУ и одобри на Македонија 65,7 милиони евра од планот за раст. Средства добија и Црна Гора и Албанија, но не и Србија и Босна и Херцеговина поради неисполнети реформи. Македонија добива 65,7 милиони евра за реформи и развој. Европската комисија од новиот финансиски пакет освен за нашата земја. 49 милиони евра ќе и припаднат на Албанија и 44,2 милиони евра за Црна Гора во рамки на планот за раст. Ова следува по третото барање за исплата и позитивната оценка на комисијата за спроведените реформски чекори во областите на образованието и дигитализацијата во Македонија, како и конкурентноста на бизнисот и иновациите во Албанија и Црна Гора. Во однос на Македонија, како што информираат од Европската комисија, оценетите реформи вклучуваат мерки за подобрување на финансирањето на основното и средното образование, како и мерки за проширување на пристапот до дигитална инфраструктура и IT опрема во училиштата. Од исплатените 65,7 милиони евра, 30 милиони ќе бидат префрлени во државниот буџет, а остатокот ќе биде достапен за инфраструктурни инвестициски проекти. Ова е јасна потврда за силната посветеност на владата кон реформите и исполнувањето на обврските од планот за раст и имплементацијата на европските вредности и стандарди на домашен план. Воедно тоа представува признание за сериозниот пристап, институционалниот капацитет и реформскиот напредок на државата, напиша министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Со денешната исплата, вкупниот износ исплатен во рамките на овој фонд достигнува 212,8 милиони евра за Албанија, 89,3 милиони евра за Црна Гора и 142 милиони евра за Македонија. Планот за раст прави вистинска разлика во секојдневниот живот на луѓето низ целиот Западен Балкан. Во Северна Македонија учениците ќе имаат подобар пристап до модерна IT опрема во училниците. Ова покажува како реформите се претвораат во видливи придобивки за граѓаните, напиша еврокомесарот за проширување Марта Кос. За разлика од Македонија, Албанија и Црна Гора, кои ги исполнија условите од оваа транша, Србија и Босна и Херцеговина се изоставени од оваа рунда бидејќи се уште не ги исполниле целосно преземените реформски чекори, што беа предуслов за распределба на овие средства. Сања Димитровска, Сител телевизија.
Што значи за македонските превозници одлуката на Хрватска за одобрување долгорочна виза за престој во Шенген зоната, каде ќе аплицираат и за каде се ќе важи, беше едно од прашањата за министерот за транспорт вице-премиер Александар Николовски, кој гостуваше во Дневникот на Сител. Со таа виза може да се движат во било која земја членка на Шенген зоната, затоа што Хрватска е член на Шенген и на тој начин можат да ја користат за било каде во рамки на Шенген зоната. Аплицирањето секако ќе е во амбасадата на Република Хрватска во Скопје и другите дипломатско-конзуларни представништва на Република Хрватска или директно во Загреб. Паралелно работиме и со Романија и при крај таму процедурата. Почнавме процедура со Австрија. Веќе е оваа процедура воведена во Швајцарија, која што не е земја членка на ЕУ, но е земја членка на Шенген зоната. Така што со ова ние горе-долу го решаваме и го затвараме проблемот, како што кажав, тивко, мирно, без многу помпа овој период, а многу работевме позади. Власти и опозицијата повторно ги спротивставија ставовите околу уставните измени и на конференцијата по повод Денот на Европа. Власти и опозицијата ги спротивставија ставовите околу уставните измени на конференцијата по повод Денот на Европа. Според опозицијскиот лидер, патот кон Европската унија е јасен, а уставните измени не се никаква закана за идентитетот. Додека ВМРО ДПМН останува на ставот дека без јасни гаранции дека нема да се наметнуваат нови барања, власта нема да ги внесе бугарите во уставот. Времето тече, младите масовно се иселуваат, беше пораката и на спикерот Гаши, кој повика да се изнајде решение за да се одблокира европскиот пат. Да, можеме да кажеме дека немаме подобра алтернатива од Европа. Од што се плашат? Од документот кој што е на маса. Кој што денес како се случи, ние утре ги отвораме преговорите. Ке имаме меѓувладина седница. Меѓувладина седница ке има. Продолжуваме. Може да ќе стигнеме Црна Гора во 28 свој мандат на фон дер Лајен да бидеме земја членка на Европска унија. Нам ни треба еден заеднички став на земјите членки на Европската унија кои што ќе кажат ова е нашата сегашна понуда. Ние нема да се налутиме без разлика каква ќе биде таа понуда доколку истата е искрена. Нас не повредува некогаш тоа што постојат понуди како фрази, а потоа реализацијата не е искрена. Македонија мора да го искористи позитивниот момент кој владее во Унијата за проширувањето, порача и германската амбасадорка и од делегацијата на Европската унија. На овој пат, уставните измени и реформската агенда остануваат главни обврски. Понекогаш мислам дека овде во Северна Македонија се уште има чувство дека заморот не е надминат. Ние мислиме дека е. И треба да биде. Процесот на проширување се заснова на заслуги, значи треба да се работи заеднички и самиот напредок зависи од спроведувањето на овие реформи. Конференцијата за одбележување на Денот на Европа ја организира Европското движење и Фондацијата Конрад Аденауер, а годинава наградата за европска личност на годината му беше доделена на доктор Сашко Кедев за неговиот придонес во медицината, образованието и меѓународната афирмација на државата. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Имало или не шпионска афера во кабинетот на шефицата на државата? Ставовите се различни. Дали некој од кабинетот на председателката Силјановска Давкова издавал државни тајни на странска служба? Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција води предистражна постапка, а МВР врши анализа на електронски доказен материјал. Од ОЈО ГОК информираат дека по добиено известување од Министерството за внатрешни работи, кон крајот на минатата година за преземени недозволени активности од висок државен интерес, веднаш отвориле предистражна постапка и биле издадени наредби за пребарување на компјутерски систем со цел утврдување на содржините што евентуално биле неовластено преснимани од информативниот систем во кабинетот на председателката. До обвинителството биле доставени 2 мобилни телефони одземени од пријавениот за вештачење, а оттаму побарале и обезбедување на копии од видеонадзорот, но од СОЗР добиле известување дека тоа било надлежност на МВР. До денес и покрај сериозноста на предметот, чувствителноста на околностите и значењето на навременото постапување, ОЈО ГОК нема добиено известување од МВР за резултатите од преземените действија, ниту за прибраните докази, велат од обвинителството. Од секторот за компјутерски криминал при МВР пак велат дека постапуваат по наредбите добиени од обвинителството.
Во тек е анализа на сите електронски докази кои се екстрахирани од одземената опрема. Напоменуваме дека станува збор за поголема количина на електронски доказен материјал, за кој е потребен поголем временски период. Анализата е во завршна фаза и во наредниот период целокупниот доказен материјал ќе биде доставен до обвинителството, велат од МВР. Според премиерот, нема шпионска афера во кабинетот на председателката. Тоа се шпионски талок на општеството структури од минатото, кои што се наоѓале во кабинетите како глодари на некои поранешни политичари, председатели, премиери и така натаму, и тие се представуваат како група вработени и испраќаат анонимни дописи до обвинителства. Се разбира, таму Ислама Бази веднаш да истрча и да создаде паника во јавноста дека нешто се случувало. Јас не би ги коментирал овие глодари, бидејќи мислам дека треба да ги заборавиме. Според анонимната кривична пријава подпишана од група вработени во МВР се сомничи IT администратор во кабинетот на председателката, кој наводно копирал, енкриптирал и складирал доверливи податоци и наводно бил поврзан со странска разузнавачка служба. Александар Динев, Сител телевизија.